По асфалтирањето на Долна Железничка се асфалтираа улици и во Горна Железничка и тоа дури по 50 години од формирањето. Направивме 6 улици, вкупната ложа некаде околу 3 километри. Значи, давнашната желба на овие жители кои живеат овде 50 години да имаат урбана населба, да имаат комплетна инфраструктура, да имаат канализација, водовод, асфалтирани улици е веќе исполнет. До секоја куќа, до секој двор направивме асфалтиран пристап и мислам дека тоа е добра придобивка. Поставувањето на асфалт најмногу им значи на овдешните жители, бидејќи проблемите кои досега ги има, сега ќе ги немаат. Зимно време ни такси доаѓаше, ни брза помош, оздоле оставаа се пешки ги носеме патници, во болните. И по благодарност на градоначалникот излезе у сусрет и ја направи оваа улица. Направена е супер, децата да не газат кал, децата почнаа да се радуват, возат точоци секоја вечер. Но работите во овој дел од градот не завршуваат. Се планираат уште многу активности. Овде имаме уште многу работа, затоа што урбаното дотерување на оваа населба е многу битно, затоа што таа е на влезот на нашиот град од правецот на Скопје, на влезот на нашиот град од правецот на Кочани и тука се наоѓа близу обиколница за патот Радовиш-Струмица, така да ние мораме урбано уште повеќе да дотераме со убави паркови, тревнати површини, со многу цвеќе, со спортски терени и нормално треба да реновираме и железничката станица. Вкупно со улиците во Долна Железничка и улицата Каленица се асфалтирани 5 километри. За оваа намена и за поставување на водоводна и канализациона мрежа се издвоени околу 200.000 евра.